Добре дојдовте. Ни пишувате дека често плачете на нашите емисии. Јас ке кажам дека споделената тага е секогаш помала. Но ни пишувате и дека се радувате и заедно ја споделувате среќата со нашите учеснички на крајот од емисиите. Јас ке додадам дека секоја споделена среќа секогаш станува поголема. Денеска повторно одиме по патот на насмевките. Ве носиме во Битола. Добре дојдовте во ВИП на еден ден. Girl, they will try to tell you what to do, how to look, smile, act and move. All the rules are made for you to lose. But baby, let me tell you something, girl. For every tear the world makes you cry, hold on to me, I am always on your side. Don't be afraid to spread your wings and fly. Јас сум Гордана Палашовска и ја пријавив Елизабета Тошевска за учество во вашата емисија. What it means to stand up proudly, tell them this is me and thanks to you I'm proud. Елизабета ми е колешка, заедно работиме на одделот за гинекологија и акушерство при клиничката болница Битола. Ја познавам некои си 2 години. Незиното работно место е променливо, значи 2 години е на одделот кај нас. Не многу време, меѓутоа сепак добра причина за да биде стрекна, барем на еден ден. Girl, they will try to tell you what to do. Have no fear, the power lies in you. Shine your light, go and break the rules. Go on now. Tell them, raise your voice and say it loudly. Show them what it means to stand up proudly. Елизабета Тошевска од Битола, 38 години, мајка на 3 дечиња и сопруга. Ова е приказна за една скромна, едноставна жена. Сосема обична, но одлучна и пркосна во ставовите. Немаштијата ја направила потиштена. Погледите со подсмев ја направиле немоќна. Но таа се уште чекори со високо крената глава. Од свој 17 години. Се омажив на 17 години, си се сакавме со мојот сопруг, од љубов се заедовме и до ден денес сме заедно. Со радост се сеќава на детската одлука да се влезе во брак со само 17 години. Јас сум бегалка. Од двете страни се помирија, дека мали се заедовме. И ништо не им било тешко. Љубовта голема, взаимната поддршка неминовна. Вербата во Бога ги туркала напред. Сопругот волонтирал во црква, таа волонтирала во болница. Плановите за иднината светли и наспроти нивната младост. После 9 години си добив пород, 3 дечиња, полна куќа радост. Ама некако со најголемата радост стигнуваат и тежините. Најтешкото било финанси, поради што немавме. Не бевме вработени двата. То најпоќе тежеше. Взаимната поддршка ги терала да се борат и да издржат. Собствен дом немаат. Под кирија се 20 години. Менуваат места на живење со цел да имаат што помалку трошоци. Па денес живеат под кирија во село Буково. А се надевале дека ќе биде подобро. Господ ќе поможи, вели. Ама овоземниот живот поинаку тргнал. Сопругот има завршено богословско училиште, работеше во цркви, беше како волонтерска плата земаше, не беше осигуран. Сега работи во Кромберт и Шуберт, 1 година. Значи 20 години работеше во црквата, не осигуран. Многу ни е криво. Тоа е. Значи, немаме подкрепа од никој.
Значи требаше да си биде осигуран, да си добие мантија, пошто има завршено теолошко училиште, значи богословско, да си биде свештеник, а не во Кромберт и Шуберт. Тоа е многу тешко. Многу тешко за него. Многу тешко. Пошто веруваме во Бога, многу тешко да се раздели од црквата, 20 години цело време беше таму. Елизабета исто работела како волонтер во клиничката болница. Понекогаш било навистина тешко. Сум се соочила со проблеми и да имам, и да немам, да дојдам до да немам млеко да му купам на детето. Значи, си имам соочено и со таков проблем. Ама истуркале напред. Се поземив и му земив. Иако наспроти целава приказна, ке си речете, кој знае колку е тешко на женава и колку е тажна, таа не подклекнува пред судбината, па вели. Покрај сите тешкоти, што ги имам издржано, сум среќна. Среќна мајка, среќна сопруга. Денеска Елизабета е вработена и осигурана, исто и сопругот. И имаат и немаат, ама среќни се. Но се соочува со друг проблем. Заради незиниот физички изглед, се чувствува понижена и посрамена. Се имам соочено да се подсмеват со забите и плюс тоа да ми викат оди направи ги, а јас не можам да ги направам пошто финансиски не сум моќна. Може би за убаво ми велија, меѓутоа не ми ја знаат финансиската состојба како ми е, па за да можам да си ги направам. Бети забележала и промена кај сопругот. Му изгледам, досега ништо не ми ма речено, меѓутоа јас се осеќам како дека треба да се средам. На прашањето, зошто пак не побарала поддршка или помош од колешките, вели. Не дека ќе ме одбијат, значи не ми беше згодно. Не ми беше пријатно, не ми беше убаво. Се обратила ли никогаш на вас за помош? Не се обратила за помош Елизабета, меѓутоа не треба да ни побараат помош, па за ние да понудиме. Треба сами да сме свесни и да ја понудиме помошта. Она му каде што можеме и она колку што можеме. И што е тоа што го очекуваат со пријавата во нашата емисија? Сакам да си ја вратам истата насмевка што си ја имав уште од порано. Мислам дека ако си ги средам и забите и ако се средам, може да се смени подруго и со колешките, и со пријателките, и со сите. Ќе бидам подруга личност. Па јас и уште кога ви пишав, ви реков дека ќе бидеме стрекни ако не прифатите. Убаво е да се биде вип на еден ден. Всушност, тие се сите работи кои што една жена би требало барем еднаш месечно да си ги дозволи. И да ужива во еден ден само за неа, посветен. А што им одговарала најчесто? Кога ќе дојде време, ќе ги направам. И ево, времето дојде. Средбата со Елизабета ја закажавме пред нејзиниот дом. Со оглед на тоа што живее во село Буково, се упативме до пред нивната порта. Не гледај ме во моите очи уморни. Елизабета не чекаше со подготвен албум, со слики за да ни покаже колку убаво живееле и колку голема е љубовта со сопругот. Браво, како ви сте, Арни? Арни сте? А јас сум Зора, мајката сум, се. Ја познаете? Не знам. Тие стари добри времиња се сменија. Знаеш дека повеќе ги нема. Стари добри времиња избледија. Се што има се
во автомобилот или Забета ми зборуваше за нејзиниот живот. За тебе подобри. Значи, од овие фотографии што јас можам да видам, многу се промени. Многу. На што е резултат тоа? Ти втика и ги покажеме после фотографиите, ама баш што мислиш, зашто толку многу се смени? Многу психички, многу нервози. Значи, ова е првото дете, значи, после тие другите двете, значи 3 дечиња, под Кирија, се нема. Убавите слики. Радоста после 9 години, кога се родил Наум, па потоа Кристофер, а пред 4 години и Борис. Ми кажа и за некои неубави работи што им се случиле, а најпотиштена беше заради сопругот и неговата состојба. Но не ја напушта вербата во Бога. Добро, ние сега нашата процедура е да одиме на Забар, за да провери стоматологот, да видиме дали воопшто можеме да помогнеме и да видиме дали воопшто можеш да бидеш нели случајот што ние ќе ти помогнеме за да имаш целоствена трансформација. Добро, значи немаш страф од Забар или имаш? Немаш страф од Забар, добро. Во однос на вадење заби тоа ништо страшно? Така? Немам страф. Со анестезија, нема да сетам воопшто ништо. Так, плюс си нели во таа бранша, Да. како болничар Да. си видела што Да. се и како се случува. Да, имам вадено. Така, добро. Ќе Имам и праено со анестезија. Така. Значи безболно. Добро, значи ќе пробаме, ќе видиме што све може да направиме и потоа ќе знаеме дали ќе имаме нова Бети, така тоа ви кажа. Да. Тоа е тоа. Добро. Ајде одиме сега ќе Забарот. И се упативме кај стоматологот. Во случајов тоа е доктор Бејковски, кој ни излезе во пресред и широкоградо ги стави на располагање своите услуги. Тој ќе треба да направи преглед за да дознаеме дали можеме и што можеме да сработиме кај Бети. Зависи најмногу од генетските фактори што е наследено. Как? Колку се минерализирани завите. Кај поминерализирани зави, по-тешко се развива кариесот. Кај послабо минерализирани зави, многу е полесно да дојде до развој на кариес. Друга причина за развој на кариес е недоволна орална хигиена. Колку подобро се четка, колку подобро се користи четка, конец, раствори за плакнење на устата и сите други помошни средства за одржување на таа орална хигиена, толку помалку би дошло до развој на кариес. Добар ден. Здраво, јас сум Елизабета доктор Тошевска. Гоце. Ежа, Вие? што сега ќе ви ја препуштам, да се облечеме јакно, за да можеш да се потиш од страх. Да. Нека не ве плашат, не се секирајте. Состојбата на забите со оглед на незините 38 години на вистина е лоша. Колку ли била тешка финансиската состојба, кога не можеле да одвојат за паста и четка за заби. Има заостанати корени кои што ќе ги екстрахираме. Ќе направиме рентген снимки ако треба некои ако може некои да се спасат нешто од тие што се многу уништени, да успееме да стојат во устата. Ако не ќе се екстрахират, ќе направиме протези. Важно има тие заби што се преостанатите се на добра позиција и ќе може да се изведи да се направат добри протези кои што добро ќе ве служат. Да. Сигурно. Тоа значи ќе почнеме процес. Така? Да, добро.
беше било? најголемата жилба. Тоа ти беше најголемата Да. жилба, сега ќе исполни. Тоа е, да. Добро, после све ќе си иде пари. Да. И кога веќе можеме да направиме протези. Ајде да видиме колку е безболно вадењето на зъби. За прв пат во живо во емисијава. Значи така, 2 сати сега да не се храните, цигари не. После храбро извадениот зап, одиме малку да ја опуштиме Бети. Нашите драги пријатели Виола Бјути Центарот и овој пат не пречекаа широкоградо. Прво ја погледнаа состојбата на лицето на Бети, влакната кои се наоѓаат на незиниот лик, а се причина за подсмев и вртење глава. Сега ќе бидат отстранети и тоа ќе биде трајно решение. И да не се грижи Бети, затоа што не може да си овозможи депилација на 2 недели. Ке ја овозможиме трајно отстранување на влакната со епилација. Одиме со првите припреми за третманот, кој ќе го правиме на лицето. Тоа е лазерска епилација за отстранување на влакнат. Нормално за темните влакна кои се на лицето, како што се ке го споѓате на дусниците и под брадокот. Воедно ќе одиме и со третман за лифтинг, кој ќе му ги подмлади, кој ќе му ги изедначи брчките што се наоѓаат на лицето, особено околу очите, на долниот дел под подбрадокот и на јаболкниците. Третманот за лицето препорачлив е да се прави на 3 недели отприлика, а лазерот за епилација на влакната препорачлив е да се прави на 3 недели, од кои паѓаат 6 третмани кои треба да се направат во текот на годината пред лето или најдобро е во зимскиот период. Се што треба е да имате темно и цврсто влакно и ги препознава само влакната, што е најбитно од се. Во серија од 6 третмани, кога се прават, се гледа резултатот уште од првиот третман до третиот третман. И додека трае третманот, јас морав да се погрижам за облеката, па испратив порака во Скопје кај стилистката Викторија Бурсаќ. Добро, според она што ми го кажа, значи дека не е многу висока и нема многу вишок на килограми. Добро. Значи овде никако не смеам да ставам нешто што е црно, што е долго и нешто што е предтесно во предниот дел кај стомакот. Треба нешто да биде малку покомотно. Значи дека може, например, само да видиме, број 38. Може, например, нешто вакво. Затоа што е свежо и не би ја покрило целосно. Ова ќе го тргнеме на страна. Вака. Ке си помогнам, бидејќи денеска ме оставија сама. Исто мислам дека и ова би било супер. Ова ако е црно, но сепак се панталони, значи не е фустан или нешто со голема површина, така да може да помине. А ова е убава зелена отворена боја. Така да ќе треба да направиме 2-3 комбинации од причина што господјата живее не во Скопје. Така да кога снеже ќе оди да може да има повеќе опции во случај нешто да не стои баш најдобро. Заради тоа што за да се направи добар аутфит потребно е да се види човекот на лице место, да се проба, да се направи добар фитинг
а тоа во овој случај го немаме. Исто така и ова кошула може да дојде во обзир заради тоа што има лесен пат, убав, нема строги рамена, може да го покрие стомакот, а има многу убав дизајн на самиот материјал. Еве, овиот 3, само да видам некој фустан сега дали ќе најдам. Тесно. Претесно. Бараме. Ова може да пројде. Заради тоа што, само да проверам, ова, кога би се облекло, може и да се подврзе и да се стесни, на тој начин ќе се подигне самото здолниште на фустанот нагоре и нема во целост да ја прекрие и да ја проголта, и меѓу другото е некоја свежа боја во комбинација со тегет. Идеме и ова. За да се биде како треба, секако тука ни се и Сара Фешн, кој ќе обезбедат долен веш за бити, но и подароци за дечињата. Третманот веќе е завршен и разликата е неверојатна. Бети блеска. Може сега да си станеш за да си видиш првиот третман. Разлика, така? Задоволни сте? Да. Баш ми е мило. Sve zadovoljno. Мило ми е. Mi go razvole, За трајно решение пак во однос на изедначеноста на тенот, ни понудија подкожно поставување на тен, кој ќе изгледа како да сте нанеле пудра. Подолготрајно решение, кое супер одговара за Бети. Во Виола Бјути центар го доведовме најновиот третман за лице, кој е со помош на концентрати и дава голема покривност моќ на лицето. Дава матиран тен и дава убав сјај на кожата. Трае 6 месеци и се работи овој период од годината за девојките да имаат што помазен и што поубав тен, без ставање на пудри, на некакви покривни кремови. И ја оставивме Бети да ужива, а ние го фативме патот на кај Скопје. Попатно застанавме во Прилеп и ги посетивме нашите пријатели од Свислион, кои пак ја обезбедија намирници на Бети, кои ќе ги доставиме следниот пат кога ќе се видиме. kako šarak je izrasne, ljubovta naša golema, kako vardar je dotečan, na race je te odnesam, kako šarak je izrasne, ljubovta naša golema. Kako vardar je dotečan, na race je te odnesam, kako šarak je izrasne, ljubovta naša golema. Kako vardar je dotečan, na race je te odnesam, kako šarak je izrasne, ljubovta naša golema. Во следната епизода ќе гледате. Може друг, има начин, само што тоа значи. Гледај ме нежно ти или друго, јас ке сватам колку волив има. Јас денеска поминав преубаво со вас и со мајка ми, со браќата, и ова ми беше како, да кажам, скоро најубав ден.